Нерационалното зголемување на минималната плата директно ќе влијае на намалување на работните места во државата. Реагираат од Организацијата на работодавачи на Македонија по најавата на премиерот Заев дека минималната плата по нова година ќе порасне на 18.000 денари. Председателот на организацијата Ангел Димитров вели дека паралелно со растот на просечната плата треба да расте и минималната, но тие одлуки треба да бидат согласно законот, а не политички мотивирани. Се додека тоа не почне да надминува 50% од прошена плата, мислам дека е во интерес на работниците и нивните семејства. Ние сме свесни дека во држава прошена плата расте постојано па и услови на криза и тој пораст треба да се земе во порастот на минималната плата. Но не политички онака со одлука на влада да се покачува, туку да се земат во предвид за овие стапки на раст на GDP, на инфлацијата и на просечната плата. Димитров алармира дека зголемувањето на минималната плата над 50% од просечната ќе го наруши економскиот развој на државата и негативно ќе влијае на продуктивноста на работниците. Ќе се случи огромен број на работници како во приватниот сектор, па и во јавниот сектор да имаат иста плата. Во таков случај вие не може да ги мотивирате добрите работници како да работат. Значи од една страна се зголемуваат трошоците на работење, но од друга страна се намалува продуктивноста преку демотивираност на добрите работници. Работодавачите се децидни дека власта пред да се расфрла советувања за раст на минималецот треба да ги почека одлуките на Европската унија, каде веќе се преговара за воведување на одреден стандард за раст на минималната плата, која не смее да надминува 50 односно 60% од средната. Премиерот Зоран Заев пак вчера откочани најави дека минималната плата од 1 јануари ќе биде 18.000 денари, што е за 20% повеќе од моменталната, која изнесува 15.200 денари.